Предпријатието што со години тапка под тежината на долговите, денес гледа кон иднината преку засилување на возниот парк. Во фокусот се најавите за модерни и електрични локомотиви, символ на надежта дека транспортот може повторно да заживее. Прашањето што лебди помеѓу пероните е дали инвестициите ќе донесат суштинска промена или ќе останат уште една станица во долгата низа на недовршени реформи. Локомотивите ќе се набавуваат со финансиска инекција од меѓународниот кредитор ЕБОР и сумата е околу 21 милион евра, а плановите звучат амбициозно. Нов возен парк, посигурен сообраќај и враќање на довербата кај патниците. 5 нови електрични возила треба да внесат свежина меѓу репарираните стари машини, кои досега го носеат товарот на секојдневниот сообраќај. Но реалноста засега останува скромна, неколку домашни линии и тишина на меѓународните правци. Овие 5 електрични локомотиви целосно ќе промена сликата, имајќи предвид дека од овие 11 кои што ги имаме сега функционални, 4 се понови, останатите 7 се постари, со една флота на нови 5 и овие 4, мислам дека ќе имаме 9 локомотиви кои што целосно ќе можат да го обслужат карго транспортот. Паралелно беа подготвени акцијскиот план и бизнис планот кои ја дефинираат рамката за реформи, подобро управување и долгорочна одржливост. Николовски смета дека новите електрични локомотиви ќе го поттикнат и развојот на градскиот воз во Скопје со користење на електрични возови кои не загадуваат. А во делот на железничкиот сообраќај и проектите, денеска се осврна и премиерот Мицкоски, кој информираше дека се почнати градежните работи за линијата 1 или така наречениот градски воз. Дополнително изградбата на брза пруга на коридор 10 останува во категоријата стратешки приоритети. Железницата мора повторно да стане двигател на извозот и логистиката, а не тесно грло на економијата. Посебно важен е еколошкиот аспект. Паралелно со ова сакам да информирам дека се започнати градежни работи за линија 1 со вредност на договорот од 360 милиони денари, ова е оној така наречен градски воз. Проектот предвидува целосна реконструкција и надградба на постоечката траса, што ќе значи побезбеден, побрз и поефикасен железнички сообраќај. Македонски железници транспорт заклучно со третиот квартал има доспеани и неисплатени долгови од вкупно 78 милиони евра. Загубите на предпријатието се околу 900.000 евра. Според министерката за финансии Димитриевска Кочовска, средствата од ЕБОР се обезбедуваат под услови усогласени со стратегијата за одговорно управување на јавниот долг. Условите под кои се обезбедени средствата, долгорочен рок на отплата, повален грейс период и конкурентна каматна стапка се во целосна согласност со нашата стратегија за одговорно управување со јавниот долг и обезбедување одржливи јавни финансии. Како Министерство за финансии остануваме целосно посветени на обезбедување финансиска поддршка за проекти кои носат долгорочна економска вредност. Повикот за набавка на локомотивите се очекува да биде објавен во март.